Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Дебата за родовата еднаквост со кочанските средношколци организираше општина Кочани и Средното општинско училиште Љупча Сантов. Истата се одржа по повод Меѓународниот ден на жената 8 март и е дел од активностите од локалниот акцијски план за еднакви можности на жените и мажите на општината. По повод 8 март, Меѓународниот ден на жената, Средното општинско училиште Љупча Сантов и општина Кочани организираа дебата на тема "Размислувај еднакво, гради паметно со иновација за промена", што представува овогодишна глобална тема за празникот и на програмата за жените на Обединетите нации и UN Women. Со средношколците дискутираа жени предприемачки, инженерки, активисти кои прават промена и професорки. На дебатата стана збор не само за значењето на празникот 8 март, туку повеќе за тоа како овој празник се отсликува во контекст на она што е темата на овогодишната прослава на 8 март од страна на програмата за жени на Обединетите нации, а тоа е жените и предприемништвото, иновациите и економското зајакнување на жените. Многу се радувам што тук општина Кочани се реши на еден ваков настан и што ме покани, бидејќи на тој начин и ние од Скопје се потсетивме дека треба дел од овие настани за поврзани со прославата и промоцијата на прашањето на еднаквоста на жените, кој што најчесто се појавува во јавноста и станува активно по повод 8 март, сега и да се симне на локално ниво, да се децентрализира малку повеќе и да може и во други општини да се зборува на оваа тема и да се стекнат нови знаења, увиди, размислувања, да се отвори една дискусија на ова прашање кое што често пати во јавноста знае да отвори да кажам горливи прашања и теми. Работам со повеќе општини од токму од овој регион, меѓутоа токму за 8 март не сме имале ваков настан во друга општина и во тој аспект да поздравувам општина Кочани која што навистина последнава година активно работи на промоцијата на родовата еднаквост во сите сфери на живење во општината. Очекувам денес дека на овој настан ќе отвориме една дискусија, бидејќи имаме млади соговорници, средношколци и се надевам дека и со нив ќе можеме да отвориме некои прашања, да продискутираме за значењето на не само на празникот, туку и на разни аспекти поврзани со родовата еднаквост. Присутните на дебатата ги поздрави директорот на гимназијата Игор Христов и градоначалникот Никол Чилиев. Настанот е дел од активностите од локалниот акцијски план за еднакви можности на жените и мажите на општина Кочани, а целта е на младите да им се предочи значењето на долгогодишната борба за родова еднаквост и да се најдат начини да се премостат пречките и да се забрза прогресот кон економската, социјалната и политичката еднаквост. Цвеќења во знак на внимание и почит по повод Меѓународниот ден на жената 8 март делеа учениците, членови на младинската организација Авангарда од Средното општинско училиште Гошо Викентиев на припадничките на понежниот пол кои случајно ги затекоа на поминување. Делеа на неколку локации во градот и ги изненадија жените од Кочани. Учениците, членови на младинската организација Авангарда од Средното општинско училиште Гошо Викентиев убаво ги изненадија жените кои случајно поминуваа во градот. Им делеат цвеќења по повод 8 март, Меѓународниот ден на жената, и им го честитаа празникот. Ние, членовите од младинската организација Авангарда при Средното општинско училиште Гошо Викентиев, како и секоја претходна, оваа година решивме на некој мално символичен начин да го обележиме празникот на жената. Со овие цвеќиња кои што беа добиени од страна на нашето училиште, решивме да ги изненадиме случајните минувачи во градов и воедно да им го честитаме денешниот празник. Жената не треба да се почитува само денес, туку и останатите 364 дена во годината, бидејќи жената во секој наш поглед е голем борец. Честит празник! Ова е убав гест од страна на учениците кои се сетиле на овој убав ден да им го сватат вниманието и за миг да ги изненадат припадничките на понежниот пол со мал скромен, но значаен подарок. Цвеќења делеа на неколку локации во градот, а со ваква активност учениците рекоа дека ќе продолжат и во наредните години. Сообраќајната полиција им подготви пријатно изненадување на жените возачи. Ги запираше на 2 крстосници во градот за да им го честита празникот на жената 8 март. Полицајците кои го контролираат сообраќајот во Кочани, на место за прекршоци и казни, ги запираа жените возачи за да им упатат 8-мартовска честитка и да им подарат црвена роза. Ваквиот гест на сообраќајната полиција се реализира 10-та година поред,
а е во соработка со службите од локалната самоуправа и Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот. Активноста се одвиваше на два пункта во централното градско подрачје, односно на улицата Маршал Тито кај паркингот до трговскиот центар и на Тодосија Паунов кај автобуската станица, каде фреквенцијата на возила е најголема. Од Советот за безбедност во сообраќајот рекоа дека покрај честитките по повод празникот на жените возачи и на сопатничките во возилата, им порачуваат да бидат дисциплинирани учесници во сообраќајот и доследно да ги почитуваат прописите. Статистиката во регионот покажува дека во текот на изминатата година тие биле повнимателни при управувањето моторно возило и направиле далеку помал број прекршоци во споредба со мажите. Сепак, како поголем проблем што го воочува сообраќајната полиција, особено кај жените пешаци, е непрописното преминување на улица надвор од обележан пешачки премин, а најчесто поради користење мобилен телефон. Подароците од сообраќајната полиција пријатно ги изненадија сите учеснички во сообраќајот, измамувајќи им весели насмевки. Сепак, дел од жените возачи, исплашени дека ќе бидат казнети заради сообраќајен прекршок, избегнуваат да застанат и да примат цвеќе. Ликовните дела од колонијата Карпин од 2018 изложени во Кочани. На изложбата се поместени 30 дела од вкупно 14 автори од Македонија и странство, меѓу кои годинава учествуваше и уметник од Кочани. Во Центарот за култура Бели Мугри отворена изложбата на дела од 16-та меѓународна ликовна колонија Карпин од 2018, која што се одржува во Куманово. Веќе 5 години е урбана колонија, а до пред тој период беше во манастирскиот комплекс Карпино, каде ликовните уметници беа инспирирани од самиот манастир и во делата преовладуваше религиозен дух. Сега делата се изработени на различни теми, а учесниците сликаат во помодерен стил. Имавме уметници од Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина, од Украина и од Германија. Значи 14 уметници, оставија некаде околу 27-8 дела. Можам да кажам дека нешто помалку него минатите години, али не значи дека не се квалитетни, значи не мора секогаш квалитет да видне. Неколку години последни работат во ресторан Грација, значи веќе сме 5-6 години урбана колонија, претходно работевме во манастирскиот комплекс Карпино, каде беа инспирирани од самиот манастир, од црквата, воведение на Света Богородица и религиозни теми повеќе преовладуваа. Додека сега се, урбана колонија, модерни теми, разни техники, најголем дел тоа е акрил на платно, ама имаме и масло на платно или некоја комбинирана техника. Многу убаво се дружеа уметници, значи ние сме познати по тоа што ставивме репер на колонијално дружење, па освен сликање, имаме денови на поезија, имаме на музика, имаме на театар, во чест на нашиот долгогодишен и член и уметнички директор Драгиша Димитриевски Шипе, значи имаме шипеви вечери каде младите театри или стендап комичари или нешто изведуваат во него. Идеме во околина на Куманово до меморијален центар Пелинце, една позната црква од 14 век во Старо Нагоричани и така, значи, едно комплетно доживување на уметници кои доаѓаат од, као што кажав, од различни земји и се дружат со нашите од Македонија или и исто така од Куманово. Годинава со своји дела се представи и нашиот ликовен уметник, авторката Марија Мицова Гацова од Кочани. Минатата година на 16-та имавме и учесник од Кочани, значи Марија Гацова Мицова, и она што навистина сега која дојдовме, на што и јас сум поносен, а и новата директорка сигурно на Центар за култура е што напокон почна Центар за култура да се обновува и мислам дека предивно ќе изгледа кога ќе се заврши. Впрочем, тоа и граѓаните на општина Кочани го заслужуваат. Делата од колонијата Карпино досега секоја година редовно се изложуваат и во Центарот за култура Бели Мугри. Љубителите на уметноста истите ќе можат да ги видат во наредните 2 недели. Маскирањето, палењето огнови и гатањето за празникот Прочка се во целосна спротивност со канонот на христијанството и типикот на православната црква. Прочка е празник на простувањето и очистувањето на гревовите, ден по кој започнува големиот великденски пост, за кој исто така е воспоставено правило.
луѓето да не си креираат своји правила на постење и духовно живење, порачуваат свештениците. Карневалите кои последните години станаа голема туристичка атракција, како и палењето огнови и гатањето по повод празникот Прочка, воопшто не се во согласност со канонот на православната вера. Со маскирање и со палење огнови и со гатање нема да бидат опростени гревовите. Напротив, истото се коси со типикот на православната црква, предупредуваат свештениците. Прочка или Велики поклади е ден на православното христијанство, на меѓусебно простување помеѓу верниците пред почетокот на Великденскиот пост. Секогаш е 7 недели пред Великден и е празник на искрената и пожртвувана љубов кон ближните, кој треба да го следи примерот на Исус за безусловно и безгранично проштевање меѓу луѓето. Во недела е ден кој што се нарекува Прочка, ден кога сите оние кои што не били нели во мир, без разлика дали се карали или во некои други причини не зборували и се оддалечили, а е ден кога се опростуваат, бараат прошка еден од друг, нели се со цел во мир да го почат великиот пост, бидејќи темелејќи се на учењето на светиот апостол Павле. А во едно од посланите тој многу убаво недвосмислено вели: ако некој рече дека го сака Бога, а го мрази својот ближен, лажливец е, бидејќи не може да го сака Бога кој што не го видела, да го мрази својот брат кој што го гледа секој ден. Па така дури и ние свештениците кога пристапуваме да служиме света литургија, на самиот почеток во упатството ни е напишано доколку со некого не сме во мир и не сме измирени, да оставиме жртвата, да се измириме, па дури тогаш нели да служиме литургија и да се причестиме со светите дарови. Значи, за сите оние што планираат да постат веќе во великите пости, планираат да се причестат, задолжително е да се измират со сите оние нели со кои нивните односи били нарушени. Денот по Прочка е чист понеделник, кога почнува големиот великденски пост. И тука има христијанско правило. Во понеделник веќе почнуваме со великите пости, кои што се востановени во чест нели на најголемиот христијански празник Великден. Знаеме дека овие пости се најдолги и се најстроги. Од понеделник до петок се постат на вода, односно не се користи масло. Сабота и недела е благословена употреба на масло, а на цветници и на благовештение дозволена употреба на риба. Многу пати досега имаме кажано дека оваа шема, овој шаблон на пости не е за сите ист и може да биде ублажен со благослов на духовникот. И пред се да се запази не оној пост од храна, бидејќи како што знаеме Бог никогаш нема да не суди за тоа што јадеме или што имаме на нашата трпеза, туку ќе не суди за некои посуштествени работи, а тоа е нашиот однос и кон ближните и нашиот однос кон Бога. Значи да бидеме на чисто. По кој знае кој пат ќе се повторуваме, да не се обрнува внимание на телесниот пост, кој што е само едно помошно средство и е секундарен во однос на примарниот пост, а тоа е нашиот духовен раст, засилена молитва, уподобување и раснење по мерата на Христос, во некој случај да не ги забораваме угнетените, сиромашните и оние кои што имаат било каква потреба од помош. Инаку текомната недела пред Прочка се нарекува сирна недела, кога не се јаде месо, туку дозволено е само млечни продукти. Прочка во семејството се одбележува со богат ручек. На денот Прочка во недела во Кочанската црква ќе се отслужи света божествена литургија, каде што свештениците ќе побараат прошка од верниците. Сите кои ќе постат првата недела може да се причестат на Тодорова сабота, бидејќи тогаш ќе се служи света божествена литургија, но само со претходна исповед и со благослов на духовник. Следуваат информациите од спортот. Викендов треба да започне пролетниот дел од првенството на третата фудбалска лига Исток, но одигрувањето на сите надпревари е неизвестно. Причина за тоа е што ниту еден клуб не ја уплатил котизацијата, поради што од управниот одбор на лигата информираа дека првенството нема да продолжи. Неизвестно е кога и дали воопшто ќе продолжи првенството во пролетниот дел од третата фудбалска лига Исток, поради неподмирени финансиски обврски на клубовите. Од управниот одбор на лигата испратија писмено известување во кое се вели дека до почетокот на март, до кога бил предвидениот рок, ниту еден од 8 клубови не ги уплатил парите за котизација, иако известувањето навремено им било доставено. Одговорот што го испратиле раководството на спортските екипи е дека тие не можат да ја извршат уплатата затоа што не добиле финансиска поддршка од општинските буџети.
Уште пред почетокот на првенството биле известени сите клубови за одлуката за трошоци за котизација, за да можат да бараат средства од програмите за поддршка на спортот во буџетите на нивните општини. Со оглед што сега е предизборен период, па поради законските одредби, локалните самоуправи не смеат да вршат исплати кон буџетските корисници до почетокот на мај. На неколку пати управниот одбор на лигата интервенирал до неколку локални самоуправи, пред се на Делчево и Свети Николе, кои се уште не им ги префрлеле парите на клубовите за пролетниот дел од претходното првенство. Сепак, дилема кај спортската јавност во регионот е зошто клубовите не ги обезбедиле навреме потребните средства од други извори и дали нивното работење треба да се финансира само од општинските буџети, иако локалните самоуправи немаат законска обврска за тоа. Дополнителен проблем е што не се регулирани обврските и кон службените лица за последните 4-5 кола од есенскиот дел на првенството, а некои од клубовите се жалат од и средствата што не ги потрошиле од котизацијата за претходното првенство, не им се вратени на нивните жиросметки. Според распоредот, пролетниот дел од првенството во третата фудбалска лига Исток треба да започне на 10 март, но од управниот одбор на лигата тврдат дека се додека клубовите не ги платат обврските, првенствени надпревари нема да се играат. Во првата фудбалска лига во женска конкуренција пак ќе стартува пролетниот дел од првенството. Женскиот фудбалски клуб Кочани ќе и гостува на екипата на Речица од истоименото Кумановско село. За разлика од фудбалерите во третата лига, фудбалерките од прволигашкото друштво според планот ќе го стартуваат продолжението на првенството. Првото пролетно коло ќе се одигра викендов, а женскиот фудбалски клуб Кочани ќе патува во Куманово, каде ќе се сретне со тимот на Речица. Двете екипи се изедначени само според позициите на табелата, но не и според прикажаниот квалитет на играта досега. Кумановки имаат 20 бода, 9 повеќе од нашиот женски фудбалски прволигаш, и во моментот се наоѓаат на 9-то место. ЖФК Кочани пак е едно место подолу, но со 8 порази, 3 победи и 2 нерешени средби има само 11 бода, поради што реално е во полоша ситуација од својот противник. Токму средбата во Куманово може да значи пресврт за натамошниот пласман на табелата. Средбата со Речица е закажана за сабота со почеток од 13 часот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посекуваме пријатен викенд. Довидување.